Пред секоја берба, односно најдоцна до 15 јули, лозарите ќе ја знаат минималната откупна цена на грозјето, одлучи владата. Со новиот предлог закон за вино е предвидено да се утврдува производната цена на винското грозје по килограм најдоцна до 15 јули во тековната година, и тоа за најмалку 2 најзастапени сорти. Пресметката на трошоците за производство на килограм винско грозје на определена површина и соодветен квалитет, согласно соодветна методологија. Предвидено е да ја врши високообразовна или научна институција од областа на земјоделството. Стои во владиното соопштение. Ова беше едно од барањата на лозарите кои го истакнаа на последните протести, но дали тоа го решава нивниот проблем? Тие закон треба да се изврши доработка, затоа што цената ние треба да знаеме на гроздето. Уште во февруар месец, која количина се планира се откупе и по која цена. Ние да знаеме да ги работиме лозите или да не ги работиме. А овака на овој начин у јули месец веќе гроздето ќе се роди. И кога ќе се роди гроздето, веќе касно веќе берба, како знаете, пошто и ланската година се роди, 110 милиона кила грозје, па остана 25 до 30 милиона кила грозје на лозанките да скапнуваат. Во делот на предлогот на законот кој што се однесува на класификација на вина, производство, означување и заштита на вина со географски назив, се предвидени значителни измени, посебно со цел виното со потекло од Република Северна Македонија да биде заштитено на пазарите на Европската Унија, уште пред да државата стане земја членка на Европската Унија, стои меѓу другото во владината информација. Дали ова ќе им донесе поголеми приходи на производителите? Сега, кога ние ако влеземе, например, во Европската Унија, кој ќе влеземе ние, таму си има закон, со кои лозови, со површина од лозови насади, со кои ќе влезеш, со тие после тешко дава да прошируваш или за извоз на вино таму, а има 50 милиона, 60 милиона хектолитри, како ги вика таму, за вино, со тоа после тешко е да не е во пазар секој ден да менеш одлуките. Откупот на грозје традиционално секоја година е проблематичен, а лозарите незадоволството го насочуваат кон откупувачите и владата.